Градење капацитети на комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните. На оваа тема се разговараше на денешната обука, која се спроведува во рамките на проектот Менада. На оваа средба се презентираа реализираните активности и резултати. Членовите на комисијата и представници на невладиниот сектор имаа можност да ги споделат своите мислења и искуства во однос на работењето на комисиите за односи меѓу заедниците, изголемување на комуникацијата со граѓаните и државните институции. Заклучокот е дека постои потенцијал преку новите технологии да се подобри таа комуникација. Денешниот настан има за цел да се зајакне капацитетот на комисиите за односи меѓу заедниците, кои што се тела во рамките на општините кои што се грижат за одредени аспекти на заштита на правата на сите етнички заедници во дадена општина. Она што ние го носиме како искуство од Метаморфозис е примена на новите технологии со цел тие тела, како дел од државните институции, да се приближат до граѓаните. Значи, со примена на интернет или други методи, но и со комбинација преку комуницирање директно на разни начини, граѓаните да бидат многу по-свесни за постоењето на тие тела и како може да им помогнат да ги заштитат своите права. Преку проектот наречен Модел за ефикасна комуникација меѓу комисиите и граѓаните, кој беше спроведен пред неколку години, се испитаа начините на кои може да се подобри таа комуникација и видливост на комисиите. Во овој проект учествуваа општините Чаир, Дебар, Тетово и Гостивар. Беше утврдено дека навистина комбинација на методи би била најдобар пристап, значи да не се фокусира на еден начин, туку на повеќе, бидејќи граѓаните секој на свој начин ги искажува своите потреби. Она што во меѓувреме се случи е дека со развојот на социјалните мрежи и пристапот на интернет, се повеќе граѓани ги користат и овие методи за секојдневна комуникација, така што институциите имаат можност да го искористат тој факт и да станат поблиски до граѓаните, без самите граѓани да мора да одат физички до институциите. Обуката беше организирана од општина Тетово во соработка со Европскиот совет и Институтот за развој на заедницата.